Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравуваме и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе имаме убаво одружење се до 18 часоти. Сето на што ќе го говориме во денешниот разговор за денешната тема ќе биде од ваша корист, уште повеќе што поврзуваме со светскиот ден на тромбозата. Значи, по тој повод денес ќе говориме на тема колор доплер сонографија на крвните садови на долните екстремитети. Со мене во студиото веќе е доктор Сузана Миовска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Еуро Италија Хоспитал. Таа е одговорна за денешната тема и ќе ни каже многу информации во однос на ова, започнувајќи од тоа што значи колер доплер на долните екстремитети на крвните садови. Значи, какво испитување е тоа? Значи, што се може да се превенира со ова испитување, што се може да се открие, кои се тие заболувања на крвните садови кои што се јавуваат на долните екстремитети, значи факторите кои што се предизвикувачи на овие појави на заболувања на долните екстремитети на крвните садови и така натаму. Не знам од режија дали може да го видиме прилогот пред да го започнеме разговорот и да поздравам доктор Сузана, дали може да го пуштиме пред прилогот? Ајде да го пуштиме прилогот, па ќе се вратиме повторно во студиото. Заболувањата на циркулатурниот систем кај човекот во современиот свет имаат постојана тенденција на пораст. Со својата зачестеност завземаат значајно место во морбидитетот и морталитетот на пошироката популација, што представува сериозен медицинско-епидемиолошки и социоекономски проблем. Според статистичките податоци на Светската здравствена организација во светот, цереброваскуларните заболувања, од кои на прво место е мозочниот удар, се со висока стапка на смртност, кој во Македонија изнесува околу 20% од вкупната стапка на смртност за една година. Циркулатурниот систем кај човекот се состои од артериски и венски систем, кои се поврзани функционално во еден кардиоваскуларен систем, преку кој сите ткива и органи во човековото тело се снабдуваат со крв. Непреченото снабдување на ткивата и органите со крв обезбедува непречена и правилна функција на истите. Доколку постои одредено заболување на крвните садови, последователно се јавува и одредена болест на ниво на органот или ткивото во кој се наоѓа заболениот крвен сад. Атеросклерозата, која се јавува поради наталажување на масни наслаги и калциум на ендотелот на крвниот сад, поради што настанува делумно стеснување или обструкција на истиот. Како последица на тоа, тие стануваат крути и нееластични, се стеснуваат и оневозможуваат нормално минување на крвта. Причини кои допринесуваат за оваа болест се хиперлипидемијата, хипертензијата, диабетот, никотинот, кафето, алкохолот, нередовната исхрана. Атеросклерозата е проследена со грчеви во мускулите на подколениците при движење и чувство на боцкање при мирување. Рацете и нозете се бледи и ладни. Воспалението на површните и длабоките вени најчесто се јавува на долните екстремитети. Може да се јави како последица на одредени хируршки интервенции, телесни повреди и друго. Кај површинските воспаленија има и отоци, болка, испакнатост, зацрвенетост или тврди израстоци. При воспаленија на внатрешните вени се јавуваат лесни отоци, најизразените во пределот на подколениците. Подоцна може да отече цела нога. Крвниот притисок опаѓа, може да се има и зголемена температура. Тромбозата е напредна состојба на воспалителниот процес на вените, а настанува поради таложење на крвни компоненти и отпад и нивно згручување во вената, при што доаѓа до формирање на тромби кои ја затнуваат и оштетуваат вената. И при тромбозата исто така се јавуваат отоци, локално црвенило, болки при движење. Горе наведените состојби, доколку не се превенираат и откријат навремено, доведуваат до појава на мозочни и срцеви удари, белодробна тромбемболија, кои неретко имаат како последица траен инвалидитет или смртност. Во диагностицирањето на заболувањата на крвните садови денес во светот и кај нас, како рутинска метода за испитување се користи колор доплер сонографијата. Таа е неинвазивна и безболна диагностичка метода, која се изведува амбулантски. Ја спроведува доктор специјалист во областа со помош на ехоапарат, користејќи линеарна сонда адаптирана за таков вид на преглед. За време на прегледот, пациентот е во легната положба без облека на делот од телото кој се испитува.
навременото диагностицирање на горе наведените состојби придонесува за нивно навремено и правилно лекување. Ете, накусо можевте да слушнете нешто повеќе околу она што ние поопширно овде ќе го говориме. Уште еднаш да повторам, говориме на тема колор доплер сонографија на крвните садови и на долните екстремитети. Со мене веќе во студиото е доктор Сузана Миовска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Еуро Италија Хоспитал. Добар ден и добре дојдовте, Сузана. Добар ден. И ви благодарам на поканата. Така, кажавме дека темава ја одбравме по повод светскиот ден на тромбозата, кој што допрва доаѓа, тоа е 13 октомври, се со цел нели да превенираме, да информираме до нашите гледачи ако имаат некои од овие симптоми и за се тоа што ќе говориме денес да се јават навремено и да се консултираат со доктор специјалист како што сте вие. Ајде, вака први ме интересира да започнеме со состојбата на проблемите со долните екстремитети и циркулаторниот систем. Каква е кај нас? Во последно време, значи во светот овој проблем има многу голем замав со оглед на тоа дека самата проблематика, односно овие заболувања имаат многу висок процент на застапеност и заради тоа се едни од да речеме социоекономски проблеми во општеството во кое што живееме. Затоа во сите болници, односно воопшто во здравството, се како да кажам, се потенцира превенцијата на овој тип на заболувања, затоа што самите заболувања на циркулаторниот систем всушност и доведуваат после до други последици, односно други заболувања, кои што, како што спомнавме предходно, како што беше кажано во прилогот, доведуваат до заболувања кои што може да донесат траен инвалидитет и смртност. Тоа се мозочни инфаркти, инфаркти на миокардот, значи инфаркти на срцето, белодробни тромемболии, запушувања, стеснувања на крвните садови, на артериите и на вените. И затоа во денешно време, значи, се прават напори за усовршување на диагностиката, значи се поподробно се објаснува, значи, на пациентите кога ќе дојдат кај нас на преглед во однос на самата превенција, во однос на клиничката слика, во однос на терапијата доколку се откријат како заболувања и со честите контроли, со советите за терапијата и нивно следење, се надеваме дека сме на добар пат да постигнеме добра превенција и помал степен на заболување. Така. Ајде сега да го објасниме ова испитување за кое што ќе говориме, значи колер доплер сонографија на крвните садови, по-конкретно на долните екстремитети. Какво испитување и кога се одлучува, значи кога вие одлучувате како специјалисти да го примените ова испитување, во кои случаи? При какви проблеми, значи на што ќе се пожалат пациентите? Обично пациентите кога доаѓаат со проблеми на крвните садови на нозете, поточно дали имаат потешкоти со движењето, значи со одењето, имаат болка во екстремитетите, имаат студенило, значи обично викаат имам слаба циркулација, не можам, ми студи, или пак ќе речат нешто ми се оттечени нозете, ми се зацрвенуваат, кога подолго стојам, кога подолго седам, значи тоа се веќе симптоми кои што на нас клиничарите ни укажуваат на тоа дека можеби таму станува збор за некое заболување кое што е поврзано со крвните садови. Прво започнуваме нели со општиот клинички преглед на пациентот, каде што пациентот е си ги кажува, значи, сите своји проблеми, сите своји дотогашни заболувања и состојби и терапии кои што ги прима. Ние ги прегледуваме пациентите и мериме притисок, следиме ЕКГ, слушалка и така натаму. И
следниот чекор е врз основа на она што ќе го видиме. Значи им советуваме на пациентите да се направи колор доплер сонографијата, доколку се работи за заболување на крвните садови на нозете, например. Не е спорно, значи може да бидат тие проблеми и на рацете. Значи во овој случај зборуваме за доплер сонографија на периферните крвни садови, значи на рацете и на нозете. Меѓутоа, болестите кои што се јавуваат на рацете се многу, да речам, по-ретки во однос на заболувањата на долните екстремитети. Така да, кога најмногу се зборува за доплер сонографијата, обично и луѓето досега велат, тоа е, рече, вика, тоа е испитување на нозете. Значи, испитувањето е една неинвазивна метода, безболна метода, која што се изведува во амбулантски услови. Пациентите доаѓаат без претходна припрема, значи доколку се работи за еходиагностика на некој друг дел од телото, например ехо на стомакот, обично велиме дека пациентите треба да бидат гладни, затоа што начинот на преглед води кон сосема други насоки. А во овој случај, значи, пациентите едноставно доаѓаат, ќе легнат на креветчето и докторот кој што го прави испитувањето со помош на ехоапаратот и со помош на линеарна сонда, таа е сонда која што има длабочина ги гледа површните структури и крвните садови, значи адаптирана за таков тип на испитување. Значи, едноставно само поминува по местото кое што треба да се испита. Самата процедура, значи самиот преглед, додека се изведува со сондата, значи се гледа на екранот, се следи самата состојба, димензиите, продноста на крвните садови. Кога ќе се пушти колор доплерот, се гледа и протокот на крвните садови и врз основа на тоа дали има промени на ѕидовите на крвните садови, односно дали има некое стеснување кај или атеросклеротски плаки кај артериите или присуство на воспаление на ѕидот на вените и присуство на некои тромботични маси во венскиот систем, се одредува, да речеме, степенот на стеснувањето или пак се одредува големината на тромбот кој што се наоѓа во венскиот сад, значи во зависност од тоа какви се промените артериите и вените, да речеме, имаат поинаков начин на визуализација на промените додека се прави ова испитување. Би сакала да напоменам дека врз основа на на самата анатомија на крвните садови, значи и самиот проток кој што се следи е различен и ние всушност за да ја знаеме целата состојба, ние кога го правиме прегледот, истовремено го правиме прегледот и на артериските крвни садови и на венските крвни садови, значи на магистралните крвни садови, на површните и длабоките вени и на артериите кои што почнуваат од долниот дел, од карличниот дел, значи од ингвинумот, од препоните, се до прстите на нозете. Така. Ајде сега тука би сакала да се обратам до нашите гледачи, значи ние од нашите помагатели од Хун за маслото за првите двајца гледачи кои што ќе се јават, значи делиме едно Хун за масло од горки семки, едно Хун за масло од сладки семки, кои што се користат како додаток во исхраната и се разбира превенираат од некои од овие заболувања кои што се јавуваат во секојдневието како превенција секако. Би сакала Дрежија веќе да го испишат телефонот на нашиот екран, слободно може да се јавите, значи првите двајца ќе добијат на подарок по едно Хун за масло, едно шишенце,
А оние кои што не следат, можат исто секако веќе и да се јават во нашата емисија. Ако имаат проблем со вените, тромбоза, може слободно да постават некое прашање. Доктор Сузана е тука за да им одговори она што ќе биде нели во нивен интерес. Доктор Сузана, кажавме за колор доплер сонографијата. Значи, со тоа заболување, кажавме се откриваат. Со тоа испитување се откриваат овие заболувања. И доколку се откријат, потоа што следи? Ако се открие, например, некој од, како што се за вените, за тромбозата, што следи потоа? Каков е начинот на третман на заболувањата? Да. Значи, прво би сакала да кажам дека оние патолошки процеси кои што се јавуваат во артериските крвни садови, тоа е се всушност наслаги кои што ние ги нарекуваме атеросклеротски плаки. Што се тие? Така. Тоа се всушност холестеролски наслаги, масноти, покачени масноти, кои што би го објаснила на лаички начин, како кога ќе се јави креч на цевките, значи така е и ова, значи едноставно има налепи, има налепи на масни наслаги кои што се јавуваат на крвните садови и доколку таа плака е поголема, со текот на годините, значи како годините поминуваат, како ние старееме, холестеролот се покачува и на тој начин плаката станува се поголема. И тогаш може да се одлепи? Се јавува. Значи прво може да биде се додека до 50% додека е сочуван протокот, пациентот нема никакви симптоми, меѓутоа Да, сега ќе се приклучиме, нека биде на линија гледачот да се доискаже докторката. Меѓутоа, ако тој степен на стеснување е над 50%, тогаш веќе има пациентот тегоби и тогаш се јавува на лекар. Така. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, кој се јавува? Па се јавувам од Прилеп. Така. Ќе поздравувам емисијата, добра емисија. Така. Прашање за докторка гостинката. За подизврежење на нозе, прстите и како на песок да газам. Но може циркулација е проверено, што би ме советувала? Така. Бидејќи рековте дека живеете во Прилеп, дали би било проблем да ви го доделиме манслото, дали би имал кој да го земе? Дали ме слушате? Да, ве слушам. Дали би сакале да го добиете на подрок, има ли кој да го земе оваа недела? Од Скопје да го земи? Да, од нашата телевизија. Не, може кој се го зема. Добро, тогаш ќе го поделиме на некој друг, а вие останете со нас, еве доктор Сузана ќе ви објасни за она што сакате да прашате во однос на вашиот проблем. Колку што разбрав, пациентката спомна дека чувствува трнење во нозете и во стапалата, а дека се во однос на циркулацијата, дека е исклучено дека се работи за циркулаторно засегање. Симптомите кои што ги има пациентката може би потекнуваат и од проблем со кичмата. Така. Често пати луѓето кои што имаат проблем со кичмата, односно со рбетниот стол, најчесто на лумбосакралниот дел, доколку постои искривување или хернија, биваат притиснати и нервните и крвните садови. Значи, кога има притискање на нервите, тогаш чувството е баш онакво какво што го опиша пациентката. Значи, би советувала да се јави на ортопед или физијатар, доколку тој дел не е испитан да оди во тој правец. Дали имаме некого на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете кој се јавува? Од Тетово се јавувам. Така. Сакам да ја прашам докторката, усвари да кажам, да срчен болесник сум, а ноќе осеќам трнење на десната рака. Као да ме бцка нешто. Добро, друго? Да слушаме, говорете. И
крвна слика испитувам редовно, а руката ми трне и ме боли. Дали имате Десната покачен рака. крвен притисок? Низок ми е крвниот притисак. А сте правили испитувања досега на рбетниот столб? Да. Дали е Редно тоа се во ред? Да. Низок ми е крвниот притисок, 60 со 110. Да, да. Во овој Во ред случај е се. Само што имам, мислам, инфаркт, имав тежок инфаркт и увек сум под контрола се, али се руката десна ми трне. инфаркт на срцев инфаркт или каков инфаркт? Тром ми се откачил и директно срце со реанимација сум пренесено у Скопје и стент имам уградено. Добро. Вака, значи, дали досега имате направено ваков тип на испитување за каков што зборуваме сега во моментов? Па, доплер имам направено и на ноге, на вене, на руке, на каротиди, би вика да е све у реду, а руката трне. Аха. Во тој случај би ве советувала следното. Ако сите тие работи што ги спомнавте се испитани и се во ред, би ве советувала, бидејќи имате низок крвен притисок, да земате доволно течности и малку да вклучите магнезиум со B6. И нешто за циркулација. Тоа ќе ја подобри циркулацијата и нема да ги чувствувате тие трнења. Не седете многу долго во една позиција, ако додека спиете вртете се, додека седите, значи менувајте ја положбата, вежбајте, движете се и ќе биде добро. Ете, дали ја слушнавте доктор Сузана, што ве посоветува? На линија сте? Да. Еве, се надевам дека ќе ги послушате советите од доктор Сузана. Дали само да ве прашам, сакате да добиете едно шишенце од хун за маслото на подарок или да го чувам за некој друг гледач, бидејќи Може. Само кажете ми го името и презимето. Десанка Радетич. Цветанка Радевич. Радетич. Добро. Ви благодариме што се јавивте, Цветанко, останете да не следите понатаму. Благодарам. Имаме ли некој друг на линија режија? Не, доктор Сузана, ајде додека се јави следен гледач, додека стигнавме ние, објаснивте ни ли за околу атеросклерозата, да, околу степенот на стеснување на крвните садови. Спомнав дека пациентите доаѓаат на лекар тогаш кога ќе почувствуваат симптоми, а тоа се веќе кажавме веќе кога ќе биде над 25% слободни за протокот. Кога веќе проблемот е поголем. Тоа е негативното во оваа состојба што почнува многу рано, долго време е без симптоматологија, а кога симптоматологијата ќе почне е веќе доста. Так, ајде да слушнаме кој е на линија. Добро вечер, добар ден, повелете. Кој се јавува? Ало, се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Овде е Благој од Скопје. Голем поздрав до вас како водителка и до гостинката. Благодариме. Имам едно прашање за докторката. Да слушаме. Имам проблеми со нозете. Поточно од препоните до колената веќе. Со ми трнат нозете ми, чувство на ладно. Имам направено доплер и на левата нога и лани ми уградија стент. Меѓутоа, болката и симптомите се исти на двете нози. И после тој стент, значи, немаше никакво подобрување. Пред 10 дена пак направив доплер и резултатите се изворедни. Значи, све е добро. Све е добро, а јас едва се движам. Зимам и магнезиум, зимам цилостазол, се мачкам со крема, ова Виталис, што е спорт крема, меѓутоа ефектите се незначителни. Так. А за сметка на тоа, па стапалата и табаните одоздоле ми горат едноставно. Добро. Имате ли некој совет да ми дадете?
Дали сте од Скопје, Благоја? Да, од Скопје. Така, еве, вие сте добитник на едно шишенце од хунза маслото, од горчливи семки. Само да ми го кажете през името, за да ве забележам, па ќе кажам на крајот како ќе може да си ги подигнете. Ви благодарам многу, еве, тоа јас го остапувам на... Добро. Да, Ајде на некој след. Увачи, јас се јавив чисто, Добро. имам проблем и ми треба совет. Во ред, тогаш, ајде, останете со нас, да слушнете доктор Сузана што ќе ви посочи, а маслото ќе го препуштиме на следниот гледач. Во овој случај, испитувањето би можело да се направи на горниот дел на карличниот дел, значи не само на доплерот на долните екстремитети, како што спомнавте, него да се направи и испитување на карличниот дел на артерискиот дел, значи на илијачните вени, на абдоминалниот дел на аортата и да се види дали постојат плаки, односно стеснување во погорниот дел од артерискиот систем, значи во абдоминалната аорта и илијачните артерии, кој што би бил евентуално со магнет или со компјутер и да се види дали има индикација за поставување на некакви не стентови, можеби поинаков тип на зафат, меѓутоа тоа треба да биде во договор со тораковаскуларните хирурзи, кои што се занимаваат со оваа проблематика. И те се надевам дека е задоволен Благоја од вашиот совет. Кој е следен на линија? Добро вечер, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ево, јас сум од Битола, се јавам, сакам докторката ја гледам и Така. вашата емисија сакав да ја прашам нешто. Повелете. Благодарам. Добар ден. Значи, само намалете го тонот на телевизорот, за да не слушате преку слушалка, инаку вака ќе ни се повторуваат зборувањата и ќе ве бунат. Намалете го само тонот на телевизорот. Благодарам. Ето. Во ред, ево намалив. Да. Ајде, говорете да, благодарам. Поздрав до вас и докторката. Драго ми е што ве добив и имам едно прашање. Уназад можда неколку месеци осеќам проблеми кога се качувам по скалите. Така? Нозете ме болат во мускулите под колената, а и потешко одам. И баш би сакала да прашам дали сум за колор доплер и јас и би сакала да направам кај вас. Добро. Благодарам. Добро. Само толку? Да. Добро, ви благодариме Благодарам. што се јавивте. Да, од Битола се јавувам. На драго ни ете што не следите. Останете со нас. Дали само би сакале да го добиете вие вториот подарок од Хун за маслото? Да, би сакала, нема Добро, проблем. тогаш кажете ми го вашето име и презиме да ве забележам, па ќе кажам на крајот од емисијата како ќе го земете. Да. Поповска Гордана. Павловска. Поповска. Поповска Гордана, добро. Да. Еве, Гордана, останете да не следите, ќе слушнете доктор Сузана што ќе ви препорача. Благодарам и поздрав. Поздрав и до вас. Ајде, доктор Сузана, Во сега што овој мислите за случај нашата гледачка? пациентката ги кажа оние симптоми, односно ги кажа оние причини поради кои што најчесто се јавуваат и ги откриваме овие заболувања, така да пациентката слободно нека повели во нашата установа. Така. Нека дојде да направиме еден доплер на долните екстремитети. Би сакала во овој момент и да спомнам дека овој месец заради денот на тромбозата, значи имаме 50% попуст на овој вид на преглед, така да слободно нека се јави, нека закаже и ќе биде прегледана, а со тоа ќе добие наод, ќе добие терапија и препорака за понатамошен третман. Така, ете се надевам дека сте задоволни, а секако кога ќе дојдете во телевизија Сонце, се го подигнете маслото, ќе ви дадеме и бројче, може и да не се јавите нели веќе уште од утре, за како да искомуницирате со докторката која што е веќе со мене во студиото, за да може да си закажете испитување. Дали имаме некој следен гледач, режија? Имаме ли гледач? Ајде, ние ќе продолжиме со разговор, па ако има гледач ќе го вклучиме.
До каде стигнавме, никако да објасниме? Во ред, меѓутоа би сакала во интерес на времето да спомнам дека бидејќи досега зборувавме само за артериите, значи да кажам дека доплерот се користи и за диагноза, односно за откривање на болестите и на вените. Така, имаме гледач. Ајде сепак ќе го вклучиме, па ќе да објасниме да не чекат. Добро вечер, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за двете дами. Пуштете го во студио, режија гледачот, не го слушаме. Велам добар ден. Сега е во ред. Да, сега ве слушаме. Повелете. Вака, повеќе години сум шеќераш. Така. Диабет 2. Примам терапија глуформин, 2 пати по 500 милиграми. Така. Ме интересира колку доплерот што вие го имате на телепот, колку тој доплер може да ја одреди проодноста или непроодноста на крвните садови на долните екстремитети. Тоа го велам бидејќи имам доста горчиво искуство од моите родители и сестрите, каде завршија со една нога помалце. Дали можам да се јавам кај вас, кај вашата докторка, и која е таа поликлиника или значи ви интересира да да се консултирам со неа и да направиме еден доплер на крвните садови на долните екстремитети. Иако ја имам и други проблеми, например, имам ставено стент на левата коронарна артерија, меѓутоа тоа е друг проблем, бидејќи не е, мислам, не е во низиниот домет. Добро, значи секако дека ќе може чекам одговор од вас. Да, вака, значи кажав јас, доктор Сузана ни доаѓа од Евро Италија Хоспитал, меѓутоа секако дека може да ни се јавите, да ви дадеме контакт телефон, па и ќе може да искомуницирате и да се договорите за да го направите ова испитување. И ве доктор Сузана, ако има нешто да дополни во однос на што кажете? Пациентот се интересираше колку е веројатноста на откривање на степенот на стеснување, доколку постои стеснување во крвните садови, без разлика дали симптоми, артерии или вени. Постои ли такво нешто? Значи, некаде околу 70% до 80%, значи првичните диагнози во однос на артериските и венските заболувања се поставуваат со на овој начин на испитување. Нашите апарати се современи, се најсовремени, значи имаме многу добра апаратура која што ни овозможува може ли и превентивно да се прави ова испитување без никакви симптоми? Тоа сакаше да може, поготово пациентот кога се работи за пациенти кои што имаат хронични заболувања, како што се диабетот и хипертензијата, кои што се едни од ризик факторите на овие заболувања што ги зборуваме денес, значи пациентите можат и без некои симптоми да дојдат и да направат ваков тип на испитување. Тоа значи дека може и помладата популација од 25-30 години, можат луѓе кои што имаат претходни повреди, кои што исто така знаат да бидат ризик фактор за да се појави нешто од типот на некоја венска тромбоза, значи пациенти или пак некоја сообраќајка или пак некое истегнување, значи сите оние кои што ги имаат ваквиот проблем можат слободно да се јават, ние ќе ги направиме тие испитувања, значи ќе го направиме ова испитување и врз основа на наодот ќе дадеме препорака што понатаму, дали ќе биде медикаментозен третман, дали ќе биде по напреден тип на испитување на крвните садови, значи се со цел на пациентот да му овозможиме правилна и навремена диагноза. Така. Кога веќе ги спомнавме ризик факторите, стварно некако брзо ни помина времето, имавме многу јавувања, меѓутоа нели секако за тоа и сме тука за нашите гледачи, да им излеземе во пресред. Кои се други покрај ова што го споменавте околу ризик факторите? Кои се тие други ризик фактори? Ме интересира кај која возраст, бидејќи напоменавте и помлада популација, дали атеросклерозата според
испитувањата според Светската здравствена организација, значи според научните достигнувања и испитувања и спроведени анкети и прегледи на испитаници, различни студии, значи е докажано дека атериосклерозата всушност почнува од 25-та година нагоре, значи почнува да се појавува тие плаки и наслаги, а што се однесува до венскиот систем, значи кај вените било каква повреда која што може да биде траума со браќајка или пак работно место кое што е врзано со подолго стоење или подолго седење. Исто така патување со авион каде што не можеме да се движиме, значи тоа се некои предуслови кои што можат да бидат тригер за да се појават вакви состојби. И би им препорачала на пациентите, на луѓето, значи на сите кои што не слушаат во моментов, да доколку имаат ваков тип на симптоми, слободно нека се јават без разлика дали се помлада или повозрасна популација. Сепак овој тип на испитување, доколку се направи во превентивни мерки, би било подобро отколку да се открие заболување и да се лекува. Така. Добро, бидејќи ништо не кажавме околу третманот и лекувањето, нешто спомнавме, меѓутоа не да објаснивме. Би сакала да ни објасните околу третманот, еве поконкретно за нека не биде атеросклероза, нека биде за вените и за тромбозата, Така. Бидејќи кажавме дека веќе кога е доцна се диагностицира, прво кога ќе што следува потоа? Издиагностицира, кога ќе се издиференцира дека се работи за тоа заболување, се земаат лабораториски испитувања под број 1, во кои што спаѓа дедимерите, ИНР и протромбинското време, значи тоа се состојби на крвта, врз основа на кое што се одредува густината и се одредува ризикот. Дедимерите, значи исто така тие се протеини кои што се покачуваат кога настанува зголемено стварање на тромбите, значи секогаш се покачени во крвта кога има, значи потенцијална тромбоза, тоа се лабораториски анализи врз основа на кои што ја одредуваме понатамошната терапија. Терапијата која што се дава е антикоагулантната терапија. Тоа може да бидат субкутана, значи субкутана како да кажам апликација на лекот, на лековите, тоа се пример хепарините, кои што се даваат во зависност од клиничката слика, може да се даваат од неколку дена па до неколку недели. После тоа се даваат антагонистите на калиумот, на витаминот К, се извинувам. Потоа се даваат и на природна база лекови кои што всушност делуваат на сузбивање на тромбот, на подобрување на циркулацијата на крвта, нејзино разводување, значи антитромботична, за да нема слепување, за да полесно поминува крвта низ крвниот сад, да нема триење помеѓу крвта и ѕидот на крвниот сад, кој што уствари еден од тригерите заради кој што настанува таложење на тие дебри, на тие крвни клетки, заради кои што се ствара тромбот. Доколку, значи, ние како интернисти го завршуваме овој дел со медикаментозниот третман, меѓутоа доколку има индикација покрај медикаментозниот третман кој што го почнуваме да го даваме, пациентите се упатуваат на понатамошни испитувања, на компјутерски испитувања, на ангиографија, каде што по пат на контраст кој што се вбризгува во крвните садови, точно се гледа каде и како е настанат, значи и до кој степен е тоа запушување и врз основа на тој наод, значи се одредува дали ќе биде терапијата
крајна, ќе биде хируршко отстранување, дали ќе биде бајпас на артериите или ќе биде тромбендартеректомија, значи вадење на тромбот, или ќе биде отстранување на вената и така натаму. Овие да речеме, овие хируршки зафати и во денешно време се многу чести. Така. Пациентите за кратко време после тоа бивани следени од наша страна и од страна на хирурзите. Значи, за многу брзо време се враќаат на своите работни обврски без никакви последици за понатаму. Секако треба да се превенира хроничните заболувања од типот на зголемени масти, покачен крвен притисок, диабет. Пациентите да не слушаат нас и да ја примаат терапијата која што ние ја даваме, да доаѓаат редовно на контроли, за да може да не настанат оние состојби кои што претходно ги спомнавме, а тоа се траен инвалидитет заради инфаркти и инсулти кои што може да доведат и до смртен исход. Бидејќи секогаш кога говориме за сите видови на заболувања, некако велиме да се превенира, затоа и ги правиме овие емисии, нели, за да ги информираме нашите гледачи, пак со цел некако навреме да се како да се постапи за да се превенираат овие проблеми за кои што говоревме, иако вие додека, нели, говоревте преска, кажавте дека обично кога има симптоми веќе некако фазата над 50% веќе се наталожени тие масти што доаѓа до поголемо запушување на крвните садови. Така. Рековме масти. Можеме ли да превенираме? Така, тоа е она што треба да се превенира, значи мастите. Прво да се избегнува мастна храна, да се внесуваат поголемо количество на течности во текот на денот, да се применува, да се секојдневна пракса да ни стане на сите нас дека физичката активност не ни е нешто страно, него треба да ни биде секојдневен дел од обврските кои што ги правиме, значи не обврска, него да биде релаксација. Сите оние хронични заболувања кои што ги спомнавме, како хипертензија, како диабет и како зголемени масноти, значи мора да се третираат правилно да се следат, затоа што сето тоа, значи, влијае на крвните садови и заради тоа во крвните садови настануваат промени и настануваат истеснувања и воспаление и тромбози. Так. Доктор Сузана, јас ти благодарам многу за денешното гостување. Веќе тука ќе мораме да заокружиме денешната емисија. Се надевам дека сето она што го говоревме и што го посочивте и како совет до сите оние кои што се јавија и воопшто еве како краен заклучок и совет до сите гледачи ќе го применуваат и ќе постапат онака како што вие им наложувате како доктор специјалист. Ви благодарам за денес, уште еднаш, значи, да напоменеме за сите оние кои што ќе сакаат да ве посетат, кажав имате попуст во однос на во текот на овој месец, во однос на ова доплер испитување, а пак сите оние кои што не следат ќе може, нели, да се јават веќе од утре во нашата телевизија, ќе го добијат бројот од доктор Сузана и ќе може, нели, да се договорат околу овие испитувања и околу прегледите кои што сакаат да ги направат. Ти благодарам уште еднаш, се надам во некоја следно гостување со некоја друга тема. Да, ви благодарам и јас вас. Оваа тема е широка, тоа го покажа и бројот на гледачите. Да, навистина голема заинтересираност. Така да се надевам дека им помогнавме. Так, уште вака како за на крај за нашите гледачки кои што се јавија, Цветанка Радовиќ и Поповска Гордана, значи ќе може да си ги подигнете вашите подароци во нашата телевизија, можете да се јавите на истиот број веќе утре напладне, јас ќе бидам тука, ќе може да искомуницирам и ќе ви објаснам што и како. Секако на крајот би сакала да ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, а ние се гледаме за 7 дена во исто време, уште од сега ви најавам дружење со доктор Луиза Груева, која што е специјалист интернист кардиолог и ни доаѓа од Државната клиника за кардиологија од кампусот Мајка Тереза. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатен остаток од денот.